Од традицијата за подготвување на домашна зимница, граѓаните не се откажуваат. Во септември, вообичаено околината започнува да мириса на ајвар. Затоа каде и како со отпадоците од зимница? Подсетување од комуналната инспекција. Во овој период од годината знаете дека се подготвуваат зимници, посебно ајварите, бидејќи знаеме дека граѓаните го приготвуваат на самите улици, во дворовите на стамбените згради. Не е забрането да се прави, но отпадот да пазат дека го фрлат. Доколку прават да си го соберат својот отпад и да го фрлат во кантите за отпадоци или во самите контейнери. Повеќето од граѓаните знаат каде треба да заврши отпадот направен од подготовката на ајвар. Ајвар правите ли? Да. Колку кила ќе правите на година? 30 кила. Така, а знаете ли отпадот каде да го фрлате? Дека треба. Знаеме, у канта. Водата што изцедеме, со цедилка и цедеме, поставиме тоа густото у контейнерите и така, знаеме. Ако се одржаваме, ќе не биде чисто. Не го фрламе така по земја. Од вамо, од керка, од деца земе по еднош теглички, толку не сасува. Апсолутно. Со вреќе и у контейнерот. Помагаш ли кога се прави ајвар? Помагам што да правим. А отпадоците кај ги фрлате? Отпадоците у кантата. Дека да правим. Сепак за оние кои нема да ги почитуваат комуналните законски норми, казни има. Доколку бидат фатени на лице место, да остават така ситуација со неприбран отпад од приготвувањето на зимниците, ќе следи казна по законот за јавна чистота. Казните се движат од 50 до 200 евро во денарска противвредност. Како и да е, ајвар ќе се прави, оние кои ќе го прават во домашни услови, знаат каде треба да завршува отпадот. Оние кои немаат време за подготовка, ќе купуваат готов ајвар.